Идентификување и каталогизација на податочни сетови. Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 предвидува дефиниран процес на идентификација, каталогизација, приоритизација и објавување податочни сетови. Стратегијата се цели да ги обезбеди придобивките од објавување отворени податоци, дел од кои се зголемена транспарентност, поддршка на иновации, економски развој, како и придонес кон развојот на научно-истражувачката работа. За одредена институција да го започне процесот на објавување податоци, потребно е првично да направи преглед на податоците со кои располага и да утврди кои податоци се од јавен интерес, поточно, кои податоци треба да се објават како отворени податоци. Ваквиот процес е познат како идентификација на податочни сетови. Институциите креираат и одржуваат голем број податоци во рамките на нивните надлежности. Голем дел од нив се податоци од јавен карактер, а секако поседуваат и податочни сетови со лични податоци или пак класифицирани податоци. Така, на пример, дел од кадровската евиденција се води со интерни документи, чии податоци се за интерна употреба и не може да се објават како отворен податок. Идентификацијата на податочните сетови представува комплексен процес, преку кој се идентификуваат сите податоци или податочни сетови кои ги поседува одредена институција. За тоа е потребен систематски пристап, преку кој ќе се утврди кои податоци и податочни сетови, согласно закон, ги произведува или треба да ги произведува институцијата, кои се изворите на податоците во институцијата и која е структурата на податочните сетови. Систематскиот процес на идентификација на податочни сетови треба да опфаќа анализа на закони и прописи. Треба да се направи анализа на законите, подзаконските акти и другите прописи поврзани со работата на институцијата со цел да се идентификуваат сите податоци, бази на податоци, податочни сетови, регистри и записи кои институцијата е должна да ги произведе и да ги собере. Анализата исто така треба да ја обезбеди структурата на податочните сетови, доколку истата е пропишана со пропис. Идентификација на сите извори на податоци. Овој чекор се однесува на идентификувањето на главните извори на податоци во институциите од јавниот сектор. Идентификуваните податочни сетови може да се јават во аналогна хартиена или дигитална компјутерска форма, а некои од нив може се уште да не се обработени, непостоечките, но пропишани со закон. И постоечките во дигитална или аналогна хартиена форма и непостоечките податочни сетови треба да бидат наведени во евиденцијата. Постоечките податоци може да се чуваат на различни места од информациски системи или бази на податоци, складирани на поединечни или споделени дискови и папки, или во хартиена форма во некои регистратори, регистри или други записи. Во насока за идентификување на изворите на податоци во секоја институција, вклучувајќи ги сите сектори и одделенија, следниве прашања може да се користат. Какви хартиени регистратори, регистри или други записи користи институцијата? Какви информациски системи користи институцијата? Какви бази на податоци користи институцијата? Кои апликации ги собираат информациите или се користат во деловните процеси на институцијата? Дали некои ресурси на податоци се чуваат во табеларен приказ на заеднички или поединечни дискови? Кои податоци и информации институцијата веќе ги објавува? Од каде доаѓаат тие податоци и информации? Одговорите на овие прашања овозможуваат полесно да се утврдат сите места на кои до тој момент се собирале, обработувале и прикажувале податоци во институцијата. Идентификација на сите податочни сетови од сите извори на податоци. Некои од изворите на податоци, односно информации на институцијата, може да бидат прилично јасни. Извештаи кои често се изработуваат или табеларни прикази може да бидат добри примери на податочни сетови. Како водеч за идентификување на податочни сетови во секоја институција, вклучувајќи ги сите сектори и одделенија, следните прашања може да се користат. Кои податочни сетови се користат во извештаите кои ги изработува институцијата? Кои податочни сетови се јавно достапни на интернет или на друго место? Кои податочни сетови се користат внатрешно? Кои податоци, односно информации, се објавуваат за мерење на перформансите? Кои податоци се поднесуваат до други институции кои обезбедуваат јавни услуги?
кои податоци ги бараат другите одделенија, сектори, односно ресори. Одговорите на овие прашања и овозможуваат на институцијата да добие јасна слика за тоа кои податочни сетови ги произведува. Каталогизација на податочни сетови. Откако ќе бидат идентификувани сите извори на податоци и податочни сетови, потребно е институцијата да креира податочни сетови. Евиденцијата на податочни сетови е корисна двострано. Институцијата сама се стекнува со информација за тоа кои податоци ги создава и одржува во рамки на незината широка хоризонтална поставеност. Граѓаните и различни засегнати групи се стекнуваат со информации за тоа кои податоци ги создава и кои може таа да ги добие. Метаподатоци се описни податоци кои го објаснуваат значењето на податоците. Метаподатоците обезбедуваат релевантен опис на податоците и податочните сетови, како на пример одговорен субјект за податоците, важечки закони и прописи доколку ги има, структура, елементи на податоците, меѓусебни односи со други податоци или податочни сетови и други карактеристики на податоци, односно податочни сетови, како на пример нивно создавање, дистрибуција, пристап и управување со контролите, форматите, содржините и контекстот, како и релевантните ревизиски трагови. Метаподатоците кои се користат во евиденцијата се базираат на DCAT-AP профилот за метаподатоци. DCAT-AP е спецификација базирана на вокабулар за опишување на податочни сетови од јавниот сектор, со цел да се постигне вкрстено пребарување на податоците од различните портали и да се обезбеди поголема видливост на податочните сетови. Спецификацијата DCAT-AP ги дефинира задолжителните, препорачаните, опционалните и специфичните информации на класите, односно каталог, податочен сет, дистрибуција, чинител, вокабулар и својства. Во документот се предлага изразување на метаподатоците во RDF XML со цел да се обезбеди автоматско прибирање, односно харвестирање на податоците од Европскиот портал за отворени податоци и други портали за отворени податоци. Согласно утврдениот образец, каталогот на податочни сетови треба да ги содржи следните елементи: единствен идентификатор на податочниот сет, наслов, назив на податочниот сет, треба да биде на едноставен македонски јазик и да содржи доволно детали со цел да го олесни пребарувањето и откривањето. Опис, на пример абстракт, со доволно детали со кои ќе му се овозможи на корисникот брзо да увиди дали податочниот сет спаѓа во неговиот интерес. Контакт е пошта на лицето за контакт за податочниот сет. Формат. Која е основната состојба или формат на датотеката за овој податочен сет, тоест хартија, база на податоци, Excel, CSV, JSON, друго. Клучен збор или ознака што го опишува податочниот сет. Назив на институцијата од јавниот сектор. Формален назив на институцијата која го објавува податочниот сет. Тема. Главна тематска категорија на податочниот сет. Документација. URL на документацијата која го опишува податочниот сет доколку е објавен. Фреквенција. Фреквенцијата со која се објавува податочниот сет. Презентацијска страница URL каде се наоѓа податочниот сет доколку е објавен. Јазик. Јазикот на податочниот сет. Просторна покриеност. Опсегот на просторната примена на податочниот сет може да вклучува просторен регион како назив на место. Временска покриеност. Опсегот на временска применливост и важност на податочниот сет, тоест датум на почеток и крај на применливоста на податоците. Лиценца. Лиценцата под која е објавен податочниот сет. Институциите имаат обврска да креираат вакви евиденции или каталог на податочни сетови и истите да ги објавуваат на централниот портал за отворени податоци data.gov.mk како прв податочен сет.